Машинско учење кое автоматски ќе врши и транскрипција, односно истовремено слушање и препишување на говорната содржина на видеозаписите од собраниските седници е победничкото решение на хакатонот Дигитален мост, што се одржа во собранието. Младите таленти на почетокот на ноември 3 дена интензивно работеа на изработка на ново софтверско решение, што ќе овозможи поголема достапност на бараните информации од собранието. Победничкото решение Твоја платформа, твоја сила на представниците од Brainster Next Академијата представува модел за машинско учење кој автоматски ги транскрибира собраниските седници преку вештачка интелигенција, а со тоа овозможува побрзо и полесно навигирање низ јавните информации. Идејата што ја понудија студентите од Brainster Академијата ќе го олесни пребарувањето на материјалите од седниците, кои во исто време ќе бидат достапни и за лицата со посебни потреби. Од собранието добивме податоци, отворени податоци кои ги нудат. Исто така ги добивме и самите седници, за кои што размисливме детално и додовме до заклучок дека истите се премногу долги, за да корисниците и граѓаните се заинтересираат да ги гледаат. Од таа причина понудивме решение кое што нуди видеотранскрипција и го дава целиот текст од самите видеа и на тоа се надоградува моментот каде што нашиот модел, имајќи ги тие текстови кои што ние ги вадиме од видеата, може во реално време да им враќа на прашања на корисниците, на конкретни прашања дава одговор. Пример, во која минута од видеото се зборувало на таа и таа тема, во кој од видеата се гласа за некој одреден закон. Ќе се воведе real time видеотранскрипција додека траат седниците за лица со попреченост и мислам дека може многу далеко да се стигне со овој проект. За целосно да може да се вметне више во употреба решението, мислам дека би било максимум 1 година. Младите програмери, користејќи ги податоците од порталот за отворени податоци на собранието, Националниот портал за отворени податоци и порталот за отворени финансии, развија нови иновативни софтверски решенија кои во иднина ќе олеснат достапноста на информациите. Настанот во собранието имаше за цел да ги инспирира и поттикне младите таленти да ја користат моќта на отворените податоци за да изработат софтверско решение кој би се користело за јавно добро. Студентите во овие 3 дена добија единствена можност да работат заедно во една сосема нова средина. Во текот на 3-дневниот хакатон, младите програмери континуирано имаа поддршка од менторите и финки и од собраниската служба, кои со своето искуство придонесоа до финализирање на новите креативни и иновативни решенија. Многу често отворените датасетови кои што се сега достапни се мануелно поставуваат и навистина нешто процес кој што ги прави податоците застарени и неажурни. Секако од аспект на транспарентност ние и во последните години науката трпи трансформација кон отворена наука. Веќе науката не треба да бидат собствениците на апаратите, на податоците, на сите тие машини кои што се инвестираат од државата најчесто и од други грантови, да бидат затворени, достапни само за едни корисници, туку да бидат отворени единствено по цена на чинење на материјални трошоци кои што најчесто во некои ситуации се потребни, да бидат достапни за сите истражувачи во државата и надвор. Најголем дел од проблемите со кои што низ годините се соочувавме кога им баравме на институциите податоци, првото прашање беше а кои податоци да ви ги дадеме? А нашиот одговор беше па ние не знаеме вие што имате за да знаеме што да ви бараме. Денес тој проблем овде го немате, бидејќи парламентот ги отворил своите врати, значи ќе ви ги дадат информациите кои што ќе им ги побарате и првиот најосновен чекор или бариера ви е веќе надмината.
четбот кој ќе ви го одговори вашето прашање поврзано со работата на собранието, виртуелен асистент кој ќе ви помогне да се навигирате низ собраниската веб страница, хронологија за активноста и действувањето на одреден пратеник, робот кој ќе ги поентира најважните точки од дискусиите на пратениците, се само дел од решенијата што ги понудија младите иноватори, студенти на Финки, СЕМОС и Брейнстер академиите. Имаме прелиминарна верзија каде што може да се гледаат да се филтрираат закони и по области, каде што може да се гледаат партиите за кои гласале за, кои против, и исто на секој пратеник може да му се види посебно дали гласал за, дали гласал против, а у посебен дел да гледаме и неговата историја, за да имат поголем увид за дали идеолошки пратениците првично нашите идеологии ги представуваат, а всушност дали и нивните идеологии се конзистентни низ времето или им еволвираат како се минат годините и како еве на пример со корона може различни политики да имаше пред и после, како тие се развиваат, може да се прави една анализа на тоа. Нашиот тим подготви решение со цел да ги доближи отворените податоци до граѓаните, односно да се искористат тие отворени податоци за да се направат разни статистики и визуализации на истите податоци и да се одговорат на одредени прашања како кој пратеник е најродовен, кој е најнередовен, репрезентација родова еднаквост во собранието и слично, било какви прашања граѓаните што ги имаат, а и колегите пратеници, да можат да бидат одговорени на нашиот систем. Односно историјат исто така се води за ставовите на пратениците кои ги изготвуваат за време на нивните излагања. Нашето решение веруваме дека многу концизно ќе може да ги донесе податоците кои што ни ги нуди собранието и да ги донесе до самите граѓани во еден стил на вести на кои што тие се навикнати да ги читаат. Истовремено ќе можат да го искористат нашиот чатбот, доколку имаат некои прашања надвор од самите вести, можат да прашаат, док ги интересира некоја информација на брзина, конкретно за некој закон. Например, јас како студент, ако сакам да прашам нешто за студентски оброк, многу лесно ќе можам да го направам тоа и да видам дали се случила некоја промена во истиот закон. Младите информатичари за време на сите 3 дена додека траеше хакатонот имаа можност да ги покажат своите вештини и знаења и пред дел од пратениците, кои ја следеа работата на учесниците, но и несебично ги споделија нивните искуства во однос на тоа со какви предизвици се соочуваат кога пребаруваат одредена информација. Можам да споделам еве мое видување дека и самата се соочувам со одредени потешкоти токму кога се спремаме за одредени настани, за одредени закони и наместо да го користиме Google, би требало да можеме да го користиме сајтот на собранието. Вашата креативност, вашите вештини и љубопитност се особено важни да ги претворите аналогните податоци во дигитални, дигиталните во содржински. Имате особена можност да го направите парламентарниот процес појасен, поедноставен и поатрактивен за обичниот граѓанин, за демосот. Со квалитетна употреба на отворените податоци ќе овозможиме на законодавците да носат релевантни квалитетни одлуки кои што ќе бидат во интерес на граѓаните. Така што добро е што собранието е отворено. Ќе го дополнам министерот, мислам дека и собранието е позитивен пример покрај бирото за јавни набавки во сегментот на отворени податоци. Треба уште да учиме и како држава, и како парламентарци, меѓутоа драго ми е што почнуваме на еден ваков начин, нешто што е новитет во собранието. Прогресивно функционирање и институционална отвореност кон новите напредни информатички технологии е предизвик на новото дигитално време. Технологијата може да го премости јазот меѓу институциите и граѓаните, што ќе донесе поголемо искористување на трансформативната моќ на отворените податоци. На отворањето на хакатонот поддршка на студентите им дадоа генералниот секретар на собранието, амбасадорката на Швајцарската конфедерација и програмскиот директор на Националниот институт за демократија во Македонија.
Вашето иновативно размислување во ова ново време на дигитализација е значајно за собранието како институција која постојано се стреми да биде активна во овој дигитален свет, да фати чекор со новото време на брзи технолошки промени и глобални предизвици. Во иднина би сакале да постигнеме што поголема дигитализација во сите сфери на нашето работење. As students, you are at the forefront. Како студенти, вие сте начело на новите технологии. Може да придонесете, но за овие процеси на трансформација и со учество на овој хакатон, не само што ќе работите со податоци, туку ќе учествувате во развивањето на системи за поврзување на граѓаните и нивните представници. Како информатичари, вие имате потврдена моќ да промовирате ефективната имплементација на демократските вредности. This hackathon is special because it puts you, the next generation, Овој хакатон е посебен, поради тоа што на вас новите генерации ви дава можност да земете податоци кои инаку стојат под прашина и да ги претворите во алатка за реална промена. Да имате можност да ја пренесете информацијата која може да го подобри и зајакне нашето граѓанско општество и да ја направи нашата демократија поотчетна и транспарентна. Пристапот до дигиталните технологии, нивно подведување во функција и интерес на човекот и нивното правилно искористување отвара нови хоризонти и перспективи за сите. Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски учествуваше на хакатонот и рече дека не е задоволен од моменталната ситуација, но потенцираше дека во иднина ќе се преземат повеќе мерки за дигитализација на институциите, која пак ќе придонесе за транспарентни и отворени институции кои ќе нудат достапни и ефикасни услуги. Ако имаме во вид дека постојат 140 институции, органи на државна управа, со повеќе од 1000 податочни сетови, не можам да кажам дека сум задоволен од состојбата во која што се наоѓаме во моментот. И ако ви кажам дека многу малку грижа се посветува од страна на институциите за споделување на овие информации јавно, исто така не можам да ви кажам дека сум нешто презадоволен. Функцијата на Министерството за дигитална трансформација, да не одземам повеќе време на ова прво прашање, е ова да го промениме. А ова ќе го промениме само со притисок институционален, но исто и од вас и од меѓународните партнери од невладиниот сектор, кон институциите своите информации да ги публикуваат јавно, да се тие достапни во машински читлив формат, за да може да се обработуваат и тие да можат да се искористуваат на ваков начин, како вас во овој хакатон, но и на други начини, во истражувања, новинари, истражувачки медиуми, потоа истражувања од невладени организации. Во претходната фаза на проектот, податоците на собранието беа објавени во машински читлив формат како податочни сетови, а преку хакатонот беше овозможено истите практично да бидат искористени. Преку користење на порталот за отворени податоци, што беше од особена корист за програмерите, беа понудени решенија кои ќе бидат достапни и употребливи. Според Наде Димитриевска од Центарот за управување со промени, хакатонот е одлична можност техничкото знаење што го поседуваат младите информатичари да се прилагоди на начин на кој граѓаните и медиумите ќе можат многу полесно да пребаруваат и да стигнат до информациите. Затоа што кога зборуваме за отворени податоци или овие портали за отворени податоци со податочни сетови, обично зборуваме за транспарентност, за отвореност на собранието. Не е тоа од една страна важен дел и особено е притисокот на граѓаните да знаат што им се случува во институциите, како се трошат народните пари, се исклучително важни. Меѓутоа, на овој хакатон сакавме да видиме дали постои друг потенцијал. Која е додадената вредност на податочните сетови, кои што ако се искористат во одредени решенија, можат, како што претходно спомнав, да се направат некои платформи, некои софтверски решенија кои што можеби не ни паднале на памет претходно. И мислам дека на таков начин, кога би ги барале граѓаните, особено овие луѓе млади кои што работат во ИКТ сферата, би ги барале податочните сетови, тоа е дополнителен притисок, да речеме сега, позитивен притисок врз
праз институциите, им да ги утворат своите податоци, им да ги објавуваат во машински читлив формат. Во Македонија, законот за користење на податоците од јавниот сектор ја утврдува обврската органите и институциите од јавниот сектор јавно да ги објавуваат податоците кои ги создаваат во остварувањето на своите надлежности согласно со закон, односно да објавуваат отворени податоци со цел да овозможат користење на тие податоци од страна на правни или физички лица за создавање на нови информации, содржини, апликации или услуги. Порталот за отворени податоци нуди широк спектар на податоци поврзани со работата на собранието, кои овозможуваат поедноставно пребарување и преземање на податочни сетови. Со ваквиот пристап значително се зголемува транспарентноста и отчетноста на собранието, бидејќи корисниците може да ги добијат податоците во најосновната форма, давајќи им многу поголем потенцијал за изработка на истражувања, анализи, стории како и апликации. Отвореноста не само што ја зголемува довербата на граѓаните во институциите, туку и поттикнува иновации и креативност во општеството. Хакатонот Дигитален мост, кој 3 дена се одржуваше во собранието, со поддршка на програмата за парламентарна поддршка, Националниот демократски институт и Центарот за управување со промени, беше уште една можност да се покаже транспарентноста на собранието, како и отвореноста за нови идеи, промени и дигитален напредок.